И здраво на сите, Мартин од Јаки коли тука. Како што гледате, во моментот сме на автоплацот Auto Uno, кој што имавме добра соработка и минатата година. Сега ќе го разгледаме, ќе направиме една прошетка да видиме што има во моментов на лагер во однос на локацијата. Многу лесно можете да го најдете, значи се наоѓа на булеварот Србија. Ете ги зградите Джевакир. Тука е на почетокот на раскрсницата. Еве го влезот, па да видиме што не пречекува вако од возила што ги имаат во моментот на лагер. Auto Uno е иначе еден од по-добро снабдените автоплацови во Македонија, така да постојано вртат коли, едни доваѓаат, други си одат. Ние ќе видиме нормално што има во моментот. Веднаш не пречекува една убава Opel Insignia, не знам зашто, ама една прекрасна лимузина е до ден денешен, навистина добро изгледа. Ај ќе го фатиме овој лак вака десно, да видиме што има. Одма до него имаме и една BMW 5К, доста атрактивна, по-сериозна машина. Да видиме, на сите си има податоци. Еве ова е, не знам дали се гледа, иначе е 520D, 13.900 евра, 200.000 километри, сасим добра машина и гледам и интериерот е добар. После гледаме овдека имаме едно Hyundai Tucson и тоа од 2020 година, некаде каде што престана оваа генерација да се произведува. Меѓутоа се уште добро изгледа и многу беше атрактивна. 19.900 евра кошта иначе ова моделче, доста солидно джипче. Одма до него имаме една конкуренција Kia Sportage. Kia Sportageот доста се троши, без разлика која генерација, растор си прави. Citroen C4, ова мислам дека и ќе го пробаме да го повозиме, затоа стиснете subscribe, стиснете лайк и шер на видео за да биде повеќе гледано. Потоа имаме овдека нешто од групацијата на Volkswagen, тоест Jetta, некој што сака нешто помало од Passat. Овие секако многу се трошат, а и мене ми прават доста кејф Renault Megane-ите. Во однос на цената, ова е 10.700. Од 2018 година 1.5 DCi, така да доста солиден избор. Кросовери како Renault Captur, Audi A3, повторно уште еден Renault Megane, имаме одредено Seat Leonче, Nissan Juke, тоа е све од оваја страна. Сега ќе се вратиме пак повторно назад да го видиме и тој дел од десната страна, да видиме што има и таму. Тука не пречекува и еден Golf. Еве го и Golfот. Кој е за Golf нека изволи. Знам дека ги има многу, чека чисто да видиме што цена има. Ова е 15.500 евра, Golf 7.5, 2017, 2.0 TDI, така да солидна машина, нема да сгрешите. Потоа имаме едно Renault Clio, кој е за нешто помало, гледам доста се трошат, ги бираат ради добра цена и однос на цена со квалитет. Peugeot 308, уште едно Clio, Honda CR-V, кое што со годините мене, што знам, добро ми старе, доста добро изгледа и до ден денешен. А еве и внатрешноста. Ова е добро, имавме среќа што е отклучена. Интересното е што менувачот е поставен некако височко. Баш да видиме како се седи, ќе влеземе внатре. Па што посебно ми прави кеф од секој што сакал да видам како изгледа една Honda CR-V од тоа време. Имаме наслонач овдека, кап холдери. Еве рачната која што е како една палка овде. Менувачот е тука вака секогаш при рака, поставен спрема возачот. Седењето е високо, хаубата е така височко поставена, баш типично за едно SUV возило. Одиме сега да ги видиме и другите коли, да не се забавуваме многу. Иначе сите возила можете да ги најдете на нивната Facebook страна или пак на онлайн продавницата на vozi.com. Еве нешто конкуренција на Renault Clio, Citroen C3, уште еден Renault Megane, значи Megane имате колку сакате за бирање. Тоа е нешто кај нас што доста се троши, затоа и се набавува и се увезува доста многу и се разбира, се гледа зашто стварно дефинитивно добро изгледа. Као конкуренција имаме една Mazda 3 овде, со некоја понежна маска, ако може да се каже. Интересен преден браник,
у некоја форма на насмевка. И уште нешто што ни е тука останато, тука нема да се задржуваме и да видиме уште на средина што има. Имаме едно Citroen C4 Cactus, Seat Leon, Seat Leon Caravan и тоа, со кожни седишта, Polo, нешто од поградска, да речеме, класа. Овие две би биле, ајде да речеме, конкуренција Fiat Punto со Kia-та. Па еве Kia-та во однос на тоа што нуди во внатрешноста, па би рекол солидно за парите. Конкретно на овој модел не гледам цена тука, но ако успеам да најдам на vozi.com, ако е објавено, ќе ви пишам колку кошта. Посебно ми се интересни овие три отвори, тоест не се ни отвори, прикази за брзинометарот, обртометарот и другите инструменти. Сега не се гледат ради темното, а и не е запалена колава, така да можеби ќе возиме некој пат во некоја наредна прилика. Еви една Opel Corsa од поново време. Може да дзирнеме и таа да видиме некој ако сака нешто поново. Уште едно Golfче, Golf 6, Renault Megane, ама од постарата генерација, а се уште е добра на изглед. Дефинитивно може да парира на овој Megane. Така да, кој да одберете, сигурно еве ова и цената му е поевтина, 6900, 1.5 DCi од 2015. Одлично. Баш ме интересира веќе кога се загледа во оваа кола, што конкретно нуди во внатрешност едно Renault Meganче. И тука имаме еден убав кластер за податоци во однос на обртометарот и брзинометарот. Покажува еве тука 165.000 км има возилово. Убаво осветлува, некако дава некој 3D ефект малце екранчето. Фино лепо сместено средишниот дел тркалце за климица, едноставно, ама убаво. Еве го и надписот на Renault овдека. Така да ми се свиѓа, ова вреди за парите, има добро седење, некако добро чувство зад воланот дава. А поновиот Leon, сега ќе го овој Leon. Тоест Renault Megane, извинете. Ќе го споредиме да видиме дали е боле. Да видиме поновиот Renault Megane. Ако е отклучено, ама не е. Чекај да видам друг Renault Megane што може да е отклучен. Овој другиот дали е отклучен. Ајде да видиме. Чекај, ќе отклучиме. Побаравме клуч сега од поновата генерација на Renault Megane. Нормално веднаш се забележува дека е нешто боле, но ја задржале истата филозофија, па е све некако минималистички и убаво средено скоцкано. Има нормално тука поголемо екранче, како идат годините нанапред, све иде во полза на дигитализацијата. Ова има и добра километража, 118.000. Чекај баш да видиме како е со цената. 2017, 1.5 DCi, 10.400. Фино, убаво возило, значи кој не ќе да вози Golf, може да ќе сака Renault Megane. И уште што остана да видиме, да дзирнеме. Мислам дека го реков дека уште у новата Corsa ќе влеземе. Тој дел не го видовме, како што гледаме имаме Passat CC и едно Tiguanче. Некој старо Peugeot 106, не знам ни дали е за продавање, затоа нема да се фокусираме многу таму. Идеме уште Corsa-та да ја видиме. Па фино е стокмиле. Opel знаат да направат убав дизајн. Тоа го имам приметено на преходните генерации и така и си продолжува у поновите години. А да видиме во однос на цената. 2020, значи скоро као ново, 1.5 HDI, 11.300.
што е убаво мало градско возило, кое што па и не е баш толку мало, па е некако практично во однос на кабината. И позади претпоставувам не е лошо за некое почетно прво возило. Убав волан, убав кластер, менувачот доста интересен, голема основа овдека, класична рачна и нормално инфотеймен систем. 2020 веќе без инфотеймен систем нема. Па мислам, дечки, тоа беше се во ова видео. Вие стиснете subscribe, да знаете дека следната ќе биде Citroen C4, ќе ја провозиме. Некој ако е заинтересиран за такво возило, останете на мојот канал, сигурно за некое време ќе биде постирано и тоа видео. Ви благодарам за вниманието и се гледаме на следното.